Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Виница ја одржа редовната 15-та седница на која го разгледуваше нацрт буџетот за наредната година. Основниот буџет е проектиран на нешто повеќе од 107 милиони денари, а се разговараше и за приоритетните капитални и инфраструктурни проекти што треба да се реализираат во 2019-та. Законските одредби за финансиска дисциплина што ги донесе Министерството за финансии ги определува контурите во кои локалните самоуправи во државата можат да ги планираат буџетите за наредната година. Ова значи дека планските документи не можат да бидат поголеми од 10% од висината што во просек ја имале во последните 3 години. Ова беше истакнато на седницата на Советот на општина Виница, на која една од 40-тината точки од дневниот ред беше токму разгледувањето на нацрт буџетот за 2019 година. Според градоначалникот Димитров, се работи за реално испланирани приходи и расходи, кои треба да обезбедат реализација на приоритетните капитални и инфраструктурни проекти. Општина Виница го донесе нацрт буџетот, основниот буџет со висина од 107 милиони и 602 илјади денари, од кои што во овие 107 милиони се влезени и дотациите од страна на Министерството за финансии, кои што беа дадени за општините кои што беа задолжени. Овде влегуваат 20 милиони денари, што значи дека за сега основниот буџет, според нацрт буџетот кој што е донесен, е 87 милиони денари. Ние оваа година очекуваме прилив на средства во основниот буџет, некаде околу 80 милиони денари, што значи доколку и следната година дојдеме до оваа ставка, значи реализацијата на буџетот ќе биде повеќе од 90%. Изградба на улици и патишта во градот Виница, во населените места, проширување на филтер станицата во Виница и поврзување на село Лески, бидејќи немаат водовод, тие ја користат бунарите кои што знаеме дека оваа година беа доста слаби, така да планираме оваа година село Лески да го поврзуваме со градскиот водовод, планиран е кружен тек на една од главните улици во нашиот град, како што истакнав асфалтирање на улици во сите населени места и многу други проекти кои што ги аплициравме по повиците кои ги распишаа Министерството, агенциите и кроз бордерите со соседна Бугарија. Димитров потенцираше дека општината веќе склучила договор со Министерството за транспорт и врски и за труд и социјална политика за изградба на така наречената социјална зграда со 39 стана и деловен објект, што ќе биде лоцирана кај комуналното претпријатие Солидарност. На седницата на Советот на општина Виница имаше забелешки од опозицијската советничка група за проблемот со недостиг од детални урбанистички планови за селата во општината. Според градоначалникот, од страна на локалната самоуправа веќе била поднесена апликација за тоа до ресорното министерство. Аплицираше за 4 села, меѓу кои се Блатец, Истивања, Градец и Лески. Овие се 4 поголеми села кои што се во близина на нашиот град, каде што редовно граѓаните и жителите на овие населени места имаат градби и каде што има и заинтересирани инвеститори од страна на моделот на бизнис секторот. Меѓутоа морам да истакнам дека преку повикот од страна на Агенцијата за рурален развој, општина Виница аплицираше. Тоа беше повикот 321 страна на Министерството за земјоделие, каде што сме влезени во програмата и 2019 година очекуваме да добиеме средства, а тоа е за донесување на детални урбанистички планови за села со надморска висина над 700 метри или тоа е поконкретно за селата Трсино и Лаки. Освен за селата, локалната самоуправа на Виница ја започнала постапката за донесување нови урбанистички планови за блок 6, за градскиот пазар, за градските гробишта и за местноста Горица, па се очекува тие во наредната година да бидат изработени и усвоени. На седницата на Советот на општината, најголем дел од работата беше насочена кон разгледување на поднесените барања од граѓански здруженија и установи за финансиска поддршка од општинскиот буџет, а што би требало да влезат во буџетското планирање за наредниот 12-месечен период. Одрон на карпи и земја повторно го прекина сообраќајот на патниот правец од Кочани кон Делчево. Екипи на Македонија Пат работеа на отстранување на наносите, а возилата привремено се насочуваа преку регионалниот пат од Виница кон Бигла и обратно.
Огромен одрон од карпи и земја што се случил во вторникот вечерта го прекина сообраќајот од Кочани кон Македонска Каменица и Делчево. Неколку часа пред полнок дел од ридот се свлекол на коловозот во близина на крстосницата кај селото Бигла и целосно го прекрил асфалтот. Практично под тежината на наносот попуштила заштитната ограда, иако работите за санација и реконструкција завршија пред неколку месеци. Со тоа, возачите кои патуваа кон границата со Бугарија и обратно беа принудени да користат алтернатива преку регионалниот пат од Виница кон Бигла. Сепак ова се однесуваше само на автомобилите, додека единствена сообраќајна врска за товарните возила беше преку Берово. Расчистувањето на одронот во текот на денот го правеше градежна механизација на Македонија пат, па дури доцна попладнето, патниот правец беше оспособен за сообраќај. Големата влага во почвата од врнежите од дожд и снег во изминатиот период се причина за нарушената стабилност на почвата, поради што и расчистувањето одеше внимателно и бавно. Од Македонија пат предупредија за внимателно возење на патот кон Берово, со оглед што на одделни места има помали одрони од карпи и земја, што представуваат опасност за возачите, особено во вечерните часови. Локалната самоуправа на Кочани за идната година планира да изврши експроприација на дел од земјиштето за да се реализира изградба на уште една лента од улицата Стево Теодосиевски. Со тоа треба да започне постепено решавање на проблемот што со години создава проблеми во сообраќајот и за возачите и за пешаците. Стручните служби во општина Кочани го ставаат меѓу приоритетите за наредната година решавањето на тесното сообраќајно грло на улицата Стево Теодосиевски, односно поранешна Ленинова, која е меѓу најфреквентните и еден од излезите од Кочани. По изградбата на станбените објекти и поголемиот број трговски дуќани што се отворија во последните неколку години, дополнително се усложни состојбата поради паркираните возила на коловозот, па постојано доаѓа до застој во сообраќајот. Дополнително, тоа представува и опасност за пешаците, особено за најмладите, со оглед што овде гравитираат две основни и едно средно училиште. Прашањето беше актуализирано и на продолжението од последната седница на Советот, за што беше даден одговор од и идната година ќе започне постапка за решавање на состојбата. Ние планираме таа улица да ја пробиеме, ако не повеќе, барем до салата, да направиме експроприација, предвидовме во буџетот такви средства и ќе пробаме таа улица да ја пробиеме барем до крајот на спортската сала до гимназијата. Има различни размислувања во делот на колегиумот, да и веројатно ќе направиме проценка за експроприација на дел од куќите кои се постари куќи во потезот до семафорот, се со цел да овозможиме да имаме две ленти и два тротоара по метар и пол од двете страни, да има безбедност и безбедно движење за учениците во тој потек. Колкава сума ќе се потроши за експроприација за сега се уште не е познато, со оглед што станува збор за специфична постапка во која ќе бидат вклучени приватни субјекти кои се сопственици на земјиштето и на дел од објектите. Според градоначалникот Илиев, ова е потврда од и се работи за комплексно прашање, за кое во изминатите години немало ниту најави дека ќе се бара решение, но веќе од до година ќе се преземат конкретни чекори за тоа. Инаку, улицата Стево Теодосиевски само до половина од должината има тротоар од едната страна, додека остатокот воопшто нема нормален пешачки простор, па е вистински кошмар и за пешаците и за возачите. Доколку се додадат и двете перални за возила, како и останатите деловни објекти во овој дел, тогаш повеќе од јасно е зошто оваа сообраќајница треба да биде еден од приоритетите за решавање. Управата за јавни приходи ги подсетува граѓаните дека истекува рокот за поднесување пријава за персонален данок. По електронската регистрација на веб страницата на управата, неопходно е испечатената пријава да се достави до даночните шалтери. Наближува крајниот рок за регистрација на системот е-персонален данок, што трае до 31 декември. Од управата за јавни приходи ги известуваат граѓаните кои досега не ја исполниле својата обврска и не се регистрирале на електронскиот систем, дека покрај шалтерите што се лоцирани во регионалните дирекции, отворени се и дополнителни општински шалтери. Регионалните дирекции на управата за јавни приходи во Скопје, Штип, Тетово и Битола работат од 7 до 21:30 часот.
Со истото работно време тие ќе работат и во наредниот период, освен на 31 декември, кога ќе бидат отворени до 16 часот и 30 минути. Исто така, регионалните дирекции ќе бидат отворени за граѓаните и во последните 2 саботи од месецот, односно на 22 и 29 декември. При тоа работното време во овие денови ќе биде од 8 до 14 часот. Во Штип на Духовната академија по повод празникот Свети Никола беше промовирана новата книга од библиотеката Свети Гаврил Лесновски за животот и чудата на светиот Јован Шангајски. Промотори, освен професор отец Јован Таковски од Богословскиот факултет од Скопје, беше и Андре Стојанов од Кочани, за кого се собираат средства за лекување во Русија. Најновата книга од библиотеката Свети Гаврил Лесновски за големиот подвижник и чудотворец светиот Јован Битолски Шангајски беше промовирана пред јавноста во црквата Свети Никола во Штип. Промотори беа отец Јован Таковски, професор на Богословскиот факултет во Скопје, и Андре Стојанов од Кочани, кој што е познат на кочанската јавност и за кого се собираат средства за лекување и третман со матични клетки во Русија. Професорот Таковски со голема љубов зборуваше за светиот Јован Шангајски, за неговиот живот и љубовта што тој ја пружал на сите верници и негови духовни чеда, но и за чудото што и денес се случуваат по неговите молитви. И за проявените знаци на светителство што е Битола. Имајте на ум дека неговиот владика Николај, познатиот голем мудрец, теолог, учител на неслушалец, кога доаѓа од Добрин во Битола, правел метанија пред него. И велел, ова е ангел во телот, жив светител. Можете да замислите, кога никаде прави поклон пред еден млад професор. За него сведочат неговите ученици од тоа време, сумно може да разполагам, нема време за тоа. Дори и написате Владо Маревски е дадено од книгата, сведочат за него, многу интересни работи, нема време да ги кажам, че ги прочитате и препорачам да сите да прочитате, али не е можно многу да се. Така и не треба да се стави са молитва и се устремаш, да се доближиме до Бога и да се добиве веќе практиката по Христа, Господа нашего, кој го наради. Отец Дамаскин, игумен на Лесновскиот манастир, зборувајќи за големиот светител и чудотворец на кого е посветена книгата Светиот Јован Шангајски, истакна и упати апел до сите верници и граѓани, како што Светиот Јован Шангајски помагал на страдалниците и сиротите дечиња, така и верниците да помагаат на оние на кои им е потребна помош. И додаде дека средствата од продажбата на првите 400 книги ќе бидат наменети во хуманитарни цели за помош на Андре Стојанов од Кочани. Светиот Јован бил голем и чудотворец и исцелител и заштитник на најповеќе на страдалниците, најповеќе на сиромашните и сиротите дечиња и момчиња и девојки. Затоа и многу го сака и нашиот брат Андре, го повикува молитвите, а и ние денеска ќе го повикаме Светиот Јован Шангајски и на нашиот брат Андре да се застапува пред престолот Божји да му помогне и во неговото за здарување и исцеление и воедно би сакал и до вас дупатам да направо да му помогне и ние на братот Андре во неговото лекување во Москва, каде што има многу добри резултати, одлични резултати, па тоа да биде и поттик и за многу други родители со кои што имаат дечиња со слични болести, да добијат и храброст и надеж како да го барат тие свој спас во истата клиника. Со таа цел, ние, како епархија и како манастир, од нашата фондна библиотека Свети Гаврил Лесновски, на братот Андре ќе му ги донираме средствата од продадените први 400 книги од Свети Јован Шангајски. Па се надевам дека и вие ќе се потрудиме сите да го поддржаваме Светиот Јован најмногу во милосрдноста, најмногу во грижата за оние кои што се.
На Духовната академија по повод празникот на градот Свети Никола присутните ги поздрави и градоначалникот Благој Бочварски, а беа доделени награди и признанија на добитниците: Штерио Наков, почесен конзул на Романија во Македонија со седиште во Штип; Бранко Азевски, почесен конзул на Црна Гора во Македонија; на Пеком инженеринг и одличието Свети Никола годинава му беше доделено на Стојанче Ангелов. На крајот од свеченоста беше промовирана новата духовна песна за животот и светоста на новиот светилник и подвижник Светиот Гаврил епископ Велички Светоговорец, напишана од професорот на Музичката академија во Штип Марјан Јанковски во изведба на Ангел и Елена Ѓоргиевска, кои ще отпеаја пред присутните во црквата Свети Никола во Штип. По поставувањето на новогодишните украси во централното градско подрачје и трговскиот центар во Кочани доби вистинска новогодишна елка. Иако не е планиран организиран дочек на новата година, од локалната самоуправа најавуваат музичка забава за граѓаните во празничните денови. Вистинска новогодишна елка доби трговскиот центар во Кочани како дел од празничното украсување на градот. Се работи за природно дрво, набавено во соработка со јавното претпријатие Македонски шуми, а во поставувањето учествуваа екипи од комуналното јавно претпријатие Водовод и специјализирана механизација за подигање на стеблото. Елката е со височина од околу 15 на метри, а по поставувањето на специјално изработениот постамент денови ќе биде и новогодишно украсена. Од одделението за комунални работи на општина Кочани рекоа дека сечењето на елката било реализирано плански од страна на шумското претпријатие, а како надомест за отстранување на стеблото, општина Кочани планира напролет да реализира акција за пошумување во околината на градот. При тоа ќе бидат засадени 500 садници. Инаку, организиран дочек за нова година не е планиран, но од општината најавија дека празничната атмосфера во наредните денови ќе ја загреваат музички групи кои ќе имаат своји настапи на платото во трговскиот центар. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.